Добар ден на сите, посакувам топло добре дојде, не толку топло што беше минатата недела, кога е малце подобра температура владе, за денешната промоција на новиот модел на Шкода, новиот Кодиак. Во меѓувреме, Кодиак, иако беше наистина предводник на SUV сегментот кај брендот Шкода, успеа заедно со своите браќа Карок и Камик да постигнат повеќе од 50% од продажбата на Шкода на светско ниво. Што е навистина импозантно и што навистина значи дека Шкода со својата SUV стратегија успеала точно на време да балансира SUV сегментот за да може да биде сериозно успешна марка. Новиот Кодиак е навистина нов во секој поглед, и во поглед на дизајнот, и во поглед на електрониката, и во поглед на интериерот, и во поглед на моторите. И впрочем, повеќе од 900.000 примероци од претходниот модел веќе се пласирани на пазарот, што представува едно навистина сериозно остварување на брендот Шкода. Брендот Шкода во Македонија, покрај тоа што долги години се обидувавме да го пробиеме, останато од претходната социјалистичка традиција, кога Шкода трошеше повеќе масло од гориво, во меѓувреме се етаблираше како лидер на пазарот, неприкосновен лидер на пазарот, веќе повеќе години, и судејќи по бројот на порачки со кои што се соочуваме секојдневно, веројатно така и ќе остане. Ние ќе направиме се што е во наша моќ навистина така да остане. А сега за новиот Кодиак, колегата Миле. Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на македонската премиера на Шкода Кодиак. Ова е втората целосно нова генерација на нашиот многу успешен модел. Ново е се, почнувајќи од дизајнот. Ова е првиот представник на така наречениот модерн солид правец во дизајнирањето. Надворешно се гледа отсуството на хром. Тоа е поради желбата на Шкода за екологија, значи за одржливост. Целиот хром е заменет со Unique Dark Chrome детали, значи мат сиви детали, и тоа е многу тренди. Новиот Кодиак најдобро се опишува со еден епитет, а тоа е повеќе. Нуди повеќе простор во однос на претходникот, иако претходникот беше најголем во власата, сега имаме уште 6 см повеќе во должина за повеќе простор за патниците, повеќе простор, повеќе комфорт. Кодиак ја инкорпорира и новата стратегија на интериери кај Шкода и кога ќе ги разгледате возилата, мислам дека впечатокот што го добиваат сите е дека интериерот на возилото издигнат на едно сосема ново ниво. Чувството во внатрешноста е стварно премиум. Имаме 4 различни типови на внатрешност, лофт, сериската внатрешност, која што е со сива тканина. Потоа имаме лаунж внатрешноста, која што е комбинација на сива тканина, волна и алкантара. Тоа се е представено на овие возила, делото се грината. И имаме suite дизајн внатрешноста, значи кожена внатрешност во боја на конјак, која е исклучително убаво изгледа, во комбинација, например, со црната боја кај возилото, или на ова возило по класичната црна кожна внатрешност. Многу работи имаме во интериерот што се новиот 13-инчниот самостоечки дисплеј, ротирачките копчиња кои што ќе ви ги покажеме и ќе ги демонстрираме после, кои што целосно се програмира што сакате вие да контактирате со нив. И пред се, кај новиот Кодиак би сакал да ги нагласам новите мотори. Значи, имаме за прв пат mild hybrid бензински 1.5 мотор со 150 конски сили, дизелите, 2.0 добро познатите, посакуваните, бараните дизели, 2.0
150 конски сили со преден погон или 2.0 со погон на сита тркала 4x4 142 кВт 193 конски сили. Моторот кој што е во сите овие 4 возила и кој што очекуваме да биде најбараниот и најпосакуваниот мотор погон на нашиот пазар. Секако дека се во комбинација со автоматски, исклучиво со автоматски менувачи. Што е ново кај новиот Кодиак е за прв пат имаме и плагин хибрид варијанта на погонот, втората генерација на плагин хибридот, кој што нуди најбитното од све е досек повеќе од 100 км на возење само на електрична енергија. Тоа го обезбедува батеријата од 25,7 кВт-часа, која што е од задните седишта. Електромоторот е со јачина од 85 кВт и 115 конски сили за возење само со електрична енергија. Моторот со внатрешно согорување е 1 МПС и 110 кВт и 150 конски сили. Во комбинација двете, моторот и електричниот погон даваат сила од 150 кВт и 204 конски сили. Со тоа имаме совршено возило, имаме еколошко возило кое што може да се вози со нулта емисија, имаме комбинирано возило кое што е хибрид, кое што може да го возите со долг досек, и имаме спортско возило кое што дава спортски перформанси. Така да имаме све во едно. И Кодиак ја означува новата патека, новата насока на брендот Шкода. Набрзо ќе следи Супер, каде што имаме слична насока на дизајнот, слична технологија. Технологиите, комфорот што се нуди и што се промовира кај Шкода, ќе издигнат Шкода како бренд на едно сосема повисоко ниво и затоа стварно сме радосни за достигнувањата во дизајнот. Ќе имате секако и вие, значи, можност да ги пробате, повозите овие возила и самите да донесете вашиот заклучок за тоа колку талент креативни на Шкода. Благодарам.